Како ја оценувате состојбата на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија? Кои фактори влијаат позитивно, а кои негативно на меѓуетничките односи? Дали во нашата земја се негуваат стереотипите и предрасудите на етничка основа? И кој е одговорен за нив? И како да ги надминеме? Прво благодарам на поканата за интервјуто и поздрав до вашите гледачи. Меѓуетничките односи во Република Северна Македонија денес се многу подобри отколку пред 4-5 години, но не се на тоа ниво на кое веројатно би требало да бидат и би било добро за самото општество да бидат. Подобри се затоа што ние оддавно веќе немаме тема како се тепаат ученици во автобусите, одамна немаме редовни вести како се враќаат нашите сограѓани роми од границите само затоа што се роми. Медиумските вести, медиумските работници не се фокусираат веќе толку на такви вести, туку имаме вести од некаков друг тип, каде што е предмет работата на институциите и работата на функционерите и некои други општествени проблеми. Значи, во таа насока сметам дека е подобрена ситуацијата на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија, но секако има доста предизвици за работа. Многу е важно да стратегијата за едно општество за сите, која е изработена лани и има некаков свој акцијски план преку кои мерките кои се предвидени во стратегијата ќе се исполнат со цел да имаме уште подобра ситуација. Воглавном нашиот устав и закони можеме да кажеме дека се добри, но она што ни треба е да имаме спроведување на тоа што пишува на хартија во пракса и секако тука има потреба од работа на сите чинители, првенствено најодговорните, а тоа е власта и институциите, но секако своја одговорност имаат и сите останати чинители преку медиумите, каде што многу често сме гледале говор на омраза кој треба да биде на еден начин обесхрабрен, дури и санкциониран. Потоа работата на невладините организации и на самите граѓани. Во секој случај јас сум оптимист, мислам дека оптимист сум затоа што ние немаме друга алтернатива освен да живееме во едно заедничко општество. Како вие лично можете да придонесете кон надминување на национализмот и етничката омраза во нашето општество? Што ќе им препорачите на различните засегнати страни во општеството и креаторите на политики и практики во оваа сфера, како што се медиумите, граѓанското општество, институции, политички партии, академијата, како и другите чинители? Веќе на некој начин го започнавте одговорот, но дали има да нешто друго да додаде? Така, прво, национализмот или она што ја некогаш го нарекувам примитивен национализам, не носи среќа за никого, дури ниту за оној кој го продуцира. Сите заедно треба да сватиме дека Република Северна Македонија е наша заедничка држава и сите имаме свое место во неа и треба да направиме да ни биде доста подобро и поудобно за сите нас. Толеранцијата е доста важна да се продуцира и секој треба да земе одговорност за своите постапки. Она што е важно, тоа не значи дека не треба да се бориме за правата кои ни следуваат според устав и закон да ги спроведеме или да се бориме и за промена на закони евентуално. Тоа само треба да бидеме свесни дека нашето право не треба да ограничува нечие друго право. Ние сме во суштина и природата на самата држава е дека сме ние мултиетничка и мултикултурна држава и немаме друга алтернатива од тоа да живееме и работиме заедно за подобро за сите нас. Заедно и тоа
таа политика нема да има, едноставно нема алтернатива реална и одржлива на било каков рок, дали е среден, долг или краток. Колку и на кој начин национализмот и етничката омраза се штетни за општеството и за нашите европски аспирации? На кој начин тие појави се спротивни на европските вредности? Национализмот е присутен, за жал, и не само во Македонија, дури и во европските држави. Но за нас е посебно штетен затоа што ние сме мала држава, која во својата природа е мултиетничка и мултикултурна и ни ја одзима енергијата да место на работиме на подобро образование, подобра социјална заштита, зголемен број на вработени луѓе, подобри работнички права и све она што значи квалитетен живот на било кој поединец од било која етничка или верска припадност, ние трошиме енергија на национализам кој во суштина е деструктивен, носи омраза и носи потенцијал за некаков конфликт кој апсолутно не ни треба. Ние сме овдека веројатно помалку и од 2 милиона жители во оваа држава и ако не најдеме начин да си ги решиме заедничките проблеми на сите да ни биде подобро и понатаму ќе трошиме непотребна енергија во создавање на место подобри, во создавање на и одржување на така веќе лошите услови во кои живееме.